нашата прва гостинка е поетеса. Билјана Челик, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Слободанка, добро утро до тебе. Добро утро, Искра. Одамна, дали сме добро? Драго ми е што те гледам. Да. Дали ти е мило што си повторно во Македонија? Секако да. Секогаш, да. Драги мои дами, среќна среда, ви посакувам убав муабет. Многу ти благодарам, Искра, и секако јас ќе упатам поздрав и до нашите гледачи, да не ги заборавам ова утро. И Билјана, драго ми е што си ова утро дел од нашата програма, затоа што секогаш кога разменуваме една убава енергија, добре дојде на во пораните вака утрински часови за убаво да ни започне денот. Добре дојде. Добро ве најдов вас. Поздрав и до ТВ Алфа и до гледачите на телевизија Алфа. Секако дека тука ми е секогаш пријатно, бидејќи има една убава позитивна енергија, светлина и многу љубов. Благодарам за овие преубави зборови, а секогаш од тебе можеме да слушнеме токму само такви зборови. Од една прекрасна поетеса на која што јас си се воодушевувам, поготово кога ги рецитираме стиховите на било која и песна да е, која што допира до нас, до нашите срца, до нашите души, што е многу добре дојдено во ова време во кое што живееме, да имаме убави зборови кои што имаат содржина, кои што имаат една убава моќ и кои што имаат една уште пак поубава и порака до сите нас. Секако, да. Вака насловот ни стои моќта на љубовта и на простувањето. Од повеќе настани нешто во едно. Да. Јас имав можност да присуствувам на еден ваш настан токму со вакви убави теми, каде што имаше луѓе токму како што кажавме, кои што се насмејани со убава енергија, кои што пренесуваат, и жалам што не успеав да присуствувам на останатите настани од оправдани причини, но затоа повеќе ќе слушнеме од тебе за што се работи еве на овие преубави ваши манифестации настани. Благодарам. Не треба да жалите, бидејќи ние не застануваме тука, продолжуваме, како што знаете. Одлично. Феникс е секогаш активен. Така. Заедно со академик професор доктор Зиндел Абедин Шихи, во еден неврзан разговор, одлучивме да направиме 3 настани под покровителство на Европскиот институт Скопје, баш на тема моќта на љубовта, како да бидеме подобри луѓе и моќта на простувањето и покајувањето. Колку се тоа убаво звучи. Да, на тие настани имаше поезија и музика и секако предавањата на професорот Зиндел Абедин Шихи, кој што на првиот настан предаваше за моќта на љубовта. На вториот настан имаше предавање како да бидеме подобри луѓе, и на третиот настан предавањето му беше моќта на простувањето и покајувањето. Првите 2 настани ги одржавме во Порта Македонија. Таа ни беше претесна, бидејќи имаше интерес. И третиот настан го одржавме во музејот на... За ова зашто зборуваме во моментот, гледаме и фотографии токму од овој настан за кој што го споменуваме и зборуваме исто за него. Затоа што, како што кажав, нели, она што кога ќе ги споменеме овие зборови љубов, простување, моќта токму на љубовта, треба навистина да има едно големо значење. Дали во последно време можеби тоа некако малку го подизгубивме, па токму затоа и се решивте на едни вакви преубави настани од овој вид? Секако, да. Луѓето се повеќе се отуѓуваат едни од други, стануваат информатички робови. Се се сведува на интернетот, на социјалните мрежи, и луѓето не се дружат веќе, се е нешто виртуелен свет. Се губи и таа моќ на љубовта. Љубовта е фундамент
на се, темел на се, околу незе се врти се изградува се, меѓутоа љубовта е една фреквенција, висока фреквенција. И вие не можете да ја осетите преку виртуелниот свет. Ви треба личен контакт, значи размена на таа енергија, размена на позитивните чувства што ги имаат луѓето. И за таа цел ние почнавме да ги правиме овие настани. Да подигнеме барем колку толку свеста кај луѓето. Да. Во ова време во кое што да, ја почувствуваат. На оној настан ова е настанот кој што присуствува. беше, заедно со професорот, со вас и со Али Февзи. А ова е фотографија да не заборавиме. Значи, пред да бидат овие настани, ние направивме еден хуманитарен настан. Минатогодишниот лауреат на нашиот фестивал по повод земјотресот, заедно за Скопје, ни донираше 100 книги наменски за децата со Даунов синдром. И ние тие книги, заедно со Сдруженијето Трисомија, излеговме и ја продолживме акцијата која што ја прави поетот ширум светот. Има ли твоето срце рака? И ние овдека ја направивме во Македонија со цел да видиме дали колку и тоа убаво звучи, има ли твоето срце рака? Да, тоа е негов проект со кој што заедно во соработка го реализиравме тука во Македонија. И заедно со тие дечиња, односно со Сдруженијето Трисомија, ја подадовме нашата рака на секој добронамерник, а секој добронамерник ја подаде неговата рака. Така да се собра... И тоа е веќе взаемна љубов. Взаемна љубов, се собра некои средства, со тие средства дечињата понатаму ќе си одлучат дали ќе одат некаде на излет, на дружење, неважно како и да е. Ние ја подадовме и нас ни ја подадоа раката. Тој проект ние ќе го продолжиме заедно со Миодраг Миња Милачич во Кочани, но тоа ќе биде најверојатно септември месец да подадеме раката и тамо во Кочани, каде што хуманоста и љубовта исто така треба да дојдат на површина. На повисоко ниво. На повисоко ниво. Од се тоа што го слушам, тоа е мојот заклучок и исто кога присуствував и на тој преубав настан и говорот на професорот Абедин и останатите се разбира. Навистина во нив се чувствува токму она што најверојатно го имаме и ние во себе и сакаме да го пренесеме. Тоа е убавата енергија за луѓето, љубовта, почита, каде што јас велам без разлика на различностите наши, дали сме од друга вера, нација, политичка определба и слично, почита треба да биде на прво место, а потоа како велиме не мора толку многу да ме сакаш, но барем почитувајме, а љубовта се знае дека треба да се шири со луѓето кои што ги запознаваме, а и ги знаеме од многу поодамна. Сега, овие настани навистина допринесуваат за нешто такво, за да допрете до луѓето. Оно што јас сакам до мене што најмногу допре, тоа е од се можно што имав во моментот нели да слушнам и да го почувствувам е твоето рецитирање како поетеса. Кое што тоа јас сум многу искрена и тоа го кажувам, а го знаат и сите кои што те слушнале. Тоа толку допира длабоко буди чувства во човек, каде што јас знам токму на овој настан дури и имав солзи на своите очи. Па затоа секако како поетеса ова утро не можеме да те оставиме без да ни изрецитираш. Мене ќе ми биде мило. Мене ќе ми биде мило. Секако и мене многу, но сигурна сум дека и на нашите гледачи, а што ќе си одбереш, јас се оставам на тебе. Ајде, јас нешто баш за љубовта ќе изрецитирам. Тоа е една моја сега баш пред неколку дена напишана поезија Моќта на љубовта. Ајде да ја слушнеме. Што е моќта на љубовта? Во тишината да создадеш глас, во живиот песок столб, крајот да го сториш безкрај, условното безусловно. Што е моќта на љубовта? Од плачот создај смеа, тагата претворија во среќа, жидниот напој го,
Гладниот нахрани го. Што е моќта на љубовта? Раната залечи им ја. Од пепелта повторно да се родат, нељубовта во љубов сторија, неверата вера да ја победи. Што е моќта на љубовта? На исток утринско изгри сонце, на запад вечерно зајди сонце, на небото отворена порта за молитва и се подлабоки наши корени во земјата. Браво. Благодарам. Секоја чест, да. Благодарам. Секоја чест и овие зборови, ако не допрат до оние луѓе кои што се со голема емпатија, навистина не знам што би кажала, затоа што, како што кажавме, многу убаво на почетокот, со овој виртуелен свет во кој што живееме и секогаш не се мобилните до нас и при рака, меѓутоа треба да ги користиме, да, затоа што не можеме нели никако да ги избегнеме, и не само ние, туку и дечињата, но барам да не служат само за некоја потреба за која што ја имаме, а не во секојдневието каде да се движиме, ние да сме со мобилните телефони. Тоа беше едно од предавањата на професорот, каде што и сам ја забележал пејки кафе, некаде седнат и слично, како луѓето поминуваат, дури на улица со телефоните во раци, тука веќе се губиме на некаков начин, затоа што погледот вака, очи во очи, разменувањето на енергијата е сосем нешто друго. Вашата порака е јасна, да ја разбудиме љубовта, да ги разбудиме сите овие убави чувства и што е она што ќе чекорите и посилно, да кажам, напред, за да дојдеме до поголем степен на такво нешто. Само да кажам еден дел од предавањето последно на професорот за моќта на простувањето и покајанието. Во неговиот говор даде многу убава порака. Се надевам некој утро ќе ни биде и дел од нашата утринска програма. Да знаат гледачите за што зборуваме. Да. Па тој е човек кој што ве внесува во еден свет на мудроста, на знаењето, кој што несебично го дава своето знаење, своето искуство и секоја средба со него вие многу интересна и добивате нови сознанија. И он даде многу убава порака, вели посветете го времето на вашите најблиски. Немојте да бидете робови на телефоните, на било која социјална мрежа, на интернетот, бидејќи единствено нешто што не можеме да го вратиме, тоа е времето. Бидете со вашите блиски, со вашите сакани. Многу интересно предавање, се надевам ќе имате чест да ви биде гостин и да го запознаат гледачите поблиско. Што се идните планови на Феникс, ме прашавте? И како хуманитарна организација, каде што подавате рака секаде каде што е потребна? Хуманитарната активност, следна хуманитарна активност ние во септември ја планираме еве ова заедно со великов црногорскиот писател Миодраг Миња Милачич, дали вашето срце има рака, да ја направиме во Кучани. Хуманитарните кај нас се излегуваат патем. Како ќе се појави потреба, така ние влетуваме во хуманитарен проект. Во однос на културните проекти, сега на 20 јуни во МКЦ го имаме вториот интернационално традиционален поетски фестивал, кој што беше наменет да е роденденски на Сдруженијето Феникс, но бидејќи се случи несреќата во Кучани, беше многу непристојно да го организираме и затоа го одложивме. Тема на фестивал. Знаеме датумот, значи веќе. Да, тема на сите се добродојдени. Така. Бидејќи тамо тема на фестивалот и авторите од земјава и од светот твореа за моќта на љубовта мир. Тоа е фестивал во кој што се авторите пишуваа за силата на љубовта, не само љубовта кон партнерот, љубовта кон Бога, љубовта кон татковината, кон ближните своји, генерално за силата на љубовта како основа на се. Љубовта помеѓу луѓето едноставно кажано, помеѓу сите нас. Секако и мир. Значи, кога имате љубов
имате мир во душата, Така е. имате мир во семејството, имате мир во светот. За тој фестивал најмладите, учениците од основните и од средните училишта, направија цртежи на тема љубов и мир, кои цртежи ние ќе ги подариме на амбасадорите кои што ќе бидат присутни на самиот настан, како наша порака за мир во светот. Тоа ќе биде прекрасно. Тоа е Прекрасно така. доживување, уште од сега можам да го замислувам, да Ќе бидам бидете гости искрена. секако. Драго ќе ми биде. Следниот фестивал ни е традиционалниот фестивал, третиот, по повод 26 јули, земјотресот. Тој ќе биде на 26 јули. И после имаме проект, односно промоција, реиздавање на абецедарот како прв буквар, издаден во 1925 година. Меѓутоа, тука ќе имаме еден друг осврт на значењето на абецедарот, за кој што пишуваат наши историчари, лингвисти, и неговата промоција, не знам дали летово ќе ја направиме, бидејќи... Но е во план секако. Секако. Ако не биде летово, ќе биде есенва, бидејќи се уште се работи. Тоа е малце по-обемен проект, по-сериозен проект, и веќе за тој проект имаме договорено промоции во Србија, имаме... Значи, излегуваме и надвор од границите. Да, во Русија имаме договорено, во Москва промоција тоа е со нивното веќе, да. Министерство за култура и за образование. Да. Низ сите екс-ју простори, и секако кој ќе пројави интерес, ние сме спремни да отидеме и да го промовираме значењето на абецедарот за сисловенската писменост. Многу благодарам што одвои ова утро време да бидеш дел од Добро утро секој утро, па да им го разобавиме, како што кажав, и на ваков начин утрото на нашите гледачи со една сосем поинаква тема која што треба многу почесто да ја зборуваме, а тоа е љубовта, драга Искра. Еве, јас многу си ја сакам мојата колешка Искра. Па и ја вас не сакам, да. Секогаш има тука многу љубов кога И моите доаѓам. колеги, Секогаш, сите да. кои што се тука дел од сите нас и сме Кој кога заедно. сака нека свати, Да. ама ние се сакаме. Се сакаме. така? Ете така. така. Тука завршуваме, а ти ќе си продолжуваш. Да, Со љубов кон гледачите.